Па добро, денеска сме овде во дворот на манастирот Свети 15 Евреополски свештеномаченици со една цел, а тоа е да објавиме иницијативата за реинкарнација на ликот на Свети Теофил Струмички. Единствен наш светец Струмички признаен од православието со неколку цркви кои што го носат неговото име во далечната Сирија, овде во Македонија, хорот на Свети 15 Европолски маченици го носи неговото име. Меѓутоа, според мене лично, и не само според мене, туку и луѓето кои што ќе ја покренеме оваа иницијатива, многу малку познат во пошироката струмичка јавност и да не кажам и македонска. Ние сме имале среќа да бидеме наследници во овде предел кај што живееме на еден светец кој што бил иконоборец, кој што живеел некаде пред 13 века, чие што живеалиште се, според изворите на црквата, се мисли дека е во пределот Црвен дол под Царевите кули. Поради лошото време ние не можевме денеска да отидеме таму, затоа сме овде во дворот на црквата. И благодарение на неколку луѓе кои што дојдоа кај мене во пратеничката канцеларија и така средби со нив, ми дадоа еден поттик да почнеме една иницијатива за негова реинкарнација. Целта ни е да направиме една комплетна кампања која што ќе се одвива во наредниот период, преку изработка на флаери, преку изработка на една бројаница по теркот на модерните европски градови, каде што сите млади ќе ги закачуваат катанците со нивните имиња, кој што понатаму истата ќе биде поставена на местото каде што платото каде што ќе се обновува делото на Свети Теофил Струмички. И благодарение на сите нив и благодарение пред се на неколку приватни стопанственици од Струмица, решивме да ја покренеме нова иницијатива за изградба на еден параклис или мала црква во зависност од условите кои што ќе ни ги даде просторот во делот под Царевите кули, блиску до постојната сега веќе тоа е рушевина од куќа, бидејќи имаме таму свлечиште, останати се само два ѕида од живеелиштето на Свети Теофил Струмички, меѓутоа во оној дел кој што ќе биде најдостапен, за да можеме да направиме едно плато, скали, достапни, да биде платото достапно и на самото место да направиме еден параклис кој што ќе го носи неговото име, кој што ќе потсеке на него и на 23 октомври, кога е денот на македонската борба, меѓутоа и денот на Свети Теофил Струмички, да имаме каде верниците заедно со свештениците да одржат една служба во негова чест. Значи, тоа е поводот за нашето собирање. Во наредниот период ќе ве повикам и вас медиумите, пред се овде локалните медиуми, активно да се вклучиме сите во кампањата за реинкарнација на ликот на Свети Теофил Струмички. Планираме повеќе активности, како изработка на флаери, како изработка на одреден документарен филм кој што ќе биде посветен на него, се со една цел да можеме што повеќе луѓе да анимираме и да ги запознаеме со тоа кој бил Свети Теофил Струмички, кои се неговите заслуги за христијанството, со што тој се занимавал и така натаму. Во тој дел малку повеќе ќе каже и отец Димитар Крцев. Јас само сакам да како пратеник да ги повикам сите стопанственици, сите добронамерни луѓе да се вклучат во оваа иницијатива, бидејќи секој треба да остави белег на времето во кој што живее, а мислам дека Свети Теофил Струмички после 1300 години од неговото дејствување ќе го најде вистинскиот лик и во нашите мемории, во нашите срца, меѓутоа и во срцата и мемориите на генерациите кои што доаѓаат од нас, по нас. Интересна е моментот и чудо за мене се случува кога една група на луѓе или пак некој малку што го познават делото и ликот, колку што ни го откриле светите оци за црквата што ни го открила ликот за Свети Теофил Струмички, се придружуваме епархијата, односно со благословот на Дедо Наум кон иницијативата на таа група на луѓе што сакат навистина да направат едно реинкарнација, како што ја кажа нашиот пратеник, навистина во големо дело и така во чувствата мои, во срцето мој, гледам дека вира ми се повторува онаа што Господот го рекол во своите писанија. Нема ништо случајно, ниту влакната од нашата глава не се без број. И тие се изброени, и тие имат бројче.
Така да ова бројче за кое што станува збор би го крстил нели Свети Теофило Струмички како бројче кое што многу беше од политички, од црковно-политички причини беше ставен во една адакта, воопшто во една непознаница, а настојувавме старите свештеници да се реинкарнира, да се навистина дојде до негово спознание, бидејќи ние немаме многу светители, Свети 15 и Свети Теофило Струмички. Меѓутоа, мора да им кажеме дека најголемиот човек за против иконоборството, односно против иконопочитател. Свети Теофило Струмички, замислете, од тука се кренува и оди во Некомидија, кај што останало се уште некое езгро на иконоборци и таму отишол таму и таму да го брани иконоборството, затоа што почитувањето на иконите ние не се поклонуваме на материјата, на бојата, на дрвото, ние се поклонуваме на изобразениот лик кој ќе се видиме во огледалото, дали огледалото го гледаме, ние го гледаме нашиот лик или пак ликот од тој што го покажа огледалото. Значи, суптилноста во човекот, тоа е да се стараме да си ги откриеме нашите корени. А еден од таквите корени, покрај Светите 15 и Свети Теофило Струмички. Дури нашите пријатели во наводни знаци не може да избегат за сите светители може да кажат по некој збор, нели, така да го присвојат, ама за Свети Теофило не можат да присвојат никој ништо. Затоа што дури често пати го викат Свети Теофило Македонец или Свети Теофило Теврополски. Значи во неколку имиња го има по црковната литература стара, мислам, и така да значи за него немат, за Свети Ѓорги може да каже некој Свети Ѓорги Кратовац. Ама за Свети Теофило не може да каже Свети Теофило со српска придавка. Значи мора да биде македонец. Единствен жив, јак, силен македонец од Македонија, односно од Струмица, тоа е Свети Теофило Струмички, на кој што голема заслуга имат луѓето кои што ќе го поддржат ова дело. Заслужувам да му направиме една мала. Требаше големата црква да ја посветиме на него, меѓутоа од внатрешни наши преовладувања ја крстиме на успењето на Пресвета Богородица, што не смета ништо, нели? Меѓутоа Свети Теофило нема олтар. Треба на олтарот на Свети Теофило да се поклонуваме. Сите млади, ние старите веќе, нели? Така имам фатено и квас од неверието, од црната темнина. Вие младите, гледам дека сите претежно сте набожни. Да си го изразите својот набожен капацитет што го имате во себе, односно да го изразите македонскиот набожен капацитет, бидејќи вам ви приличи, вие сте македончиња родини и македончиња да си останете. Со тој предзнак на Теофило Струмички, борец, од тука да одиш во Некомидија, да му кажеш на императорот таму дека иконите не се идолатрија, туку тие се жива вистина. Тоа е голема сила, деца. Обуен бил во нажежни чевли и да трча по градот. На жежни чевли се трча, не може. Му се запалили нозите. Тогаш го врзуват за рамињата на еден бел коњ и го влечеле низ Некомидија. Останал жив. Не можели да го и после го пуштат. Еве таа ти е казната, го пуштат. Како е дојдел пак тука и тука го образува манастирот, односно во близина на Цареви кули образува, значи, келија во која што сам се молил од после. Големо дело е. За нас, за струмичани, голем човек е Свети Теофило Струмички. Многу значајна личност.